Благодарам слава на Господа за убавиот вовет, кој што доби кај мене уште поубава завршница, да го најдам Господ, мојот Спасител, Исус Христос. To God be the glory, велат англичаните. Слава на Господа! На свахили јазик би било Мунгу и барики. Господ да благослови и вас, и мене, и Македонија. Бидејќи живееме во Македонија. Господ на разни јазици. Елохим, Јахве, на еврејски, израелски, или Муксанин, Господ на корејски јазик. Мој колега беше од Кореја, па оттаму научив дека е Муксанин, Господ. Или Игзија Бихеир, на етиопски јазик. Господ. Думнезеу, на румунски. И може да редиме на разни јазици, а сепак за еден ист Господ. Бидејќи Господ во превод или титула, титуларно, значи создател на живот. Јас сум оној кој бил Ха-Јах, оној кој што е Ха-Вах и оној кој што ќе биде или поубаво преведено ќе дојде Јихијех на староизраелски, староеврејски. Вчера, денес и утре западниот свет, западната хемисфера, го празнува, се спрема за најголемиот празник кај христијаните. А тоа е Великден, Ускрс, Васкрс, денот кога Исус Христос воскресна во неделата, првиот ден. Тука нема менување. Ама имало празници што се менувале во денови, некои датумски и така натаму. Тука нема менување. Во 24-та глава од Лука, првиот стих, во првиот ден неделен. Односно, во првиот ден на седмицата. Недела значи и седмица. Знаеме дека деновите на разни јазици имаат разни имиња. На руски недела е како? Не. На руски воскресение. Недела е воскресение. Воскресение. А самиот ден недела на арапски пак ќе се изненадите. Ал-Ахад, што значи прв ден. Браво за арапите. Прв ден. Ал-Ахад. А грците како велат за понеделник? Дефтера. Втор ден.
За понеделник втор ден. А за вторник трет. За среда четврти ден, тетарти. За четврток велат петти ден. Веќе за петок велат параскеви или ден, превод, преведено, ден за припрема. Зашто? За сабота. Седми ден. Арапите за сабота не велат сабота, събт. Сабота. СБТ, скратено. Изговорено пак е сабат. Бидејќи една наша сестра е мажена во Бразил, на бразилски начин понеделникот е сегунда-фиера. Втор ден. Исто, гледате. На португалски. Сегунда. И терца, вторник. Среда, кварта. Четврти ден. Четврток, квинта. Петти ден. Петок, секста, фиера. Шести ден. За сабота нема менување. Сабадо. Но, насловот, сепак, за денешното проучување е малку необичен или би рекол провокативен. И гласи: кој еднаш ќе се роди, два пати ќе умре. А кој два пати ќе се роди, еднаш само ќе умре. Која разлика? Кој еднаш ќе се роди? Телесно, од мајка, јас, ти од твоја мајка. И ако останам само на тоа едно мое телесно раѓање и си останам непроменет, односно не се родам и духовно, тоа се всушност зборовите на Спасителот Исус Христос, упатени до Никодим, членот на Синедрионот, кој му рече: кој нема да се роди од вода и од дух, нема да влезе во Божјото царство. Тоа е тоа второ раѓање. Без тоа второ раѓање, два пати ќе умреш. И телесно, тоа е неизбежно за секого од нас, ама уште пострашно, духовното раѓање не ослободува од духовната смрт, ама ако не сум се родил духовно, тогаш и духовно умирам, како никогаш да не сум постоел ни телесно, ни духовно. Заборав. Два пати роден, еднаш умираш. Сега за утрешниот празник, за западнава хемисфера, западот, за Ускрс, Великден наше. Самиот чин Ускрс, Великден е најголемиот празник
Ako ne bi se slučilo ono što ni go ostavi za naš primer, Gospod i Spasitelj Isus Hristos, koji samiot, rekovme, vo prviot den na sedmicata, posle petokot raspnat i simnat i položen vo grobot cel den sabota i tretiot den, to беше znakot na Sinot čovečki, odnosno Jona 3 dena vo utrobata na kitot i tretio den kitot go izbluva. Така Sinot čovečki će bide 3 dena vo utrobata na zemljata, vo grobot. Tretio den će voskresne. Koga ne bi bilo, veli apostol Pavle, to voskresenije, naprazno, badijala, ništo, nula od vera, od crkva, od bogosluženija, od ništo. Našата vera je bazirana na toj čin, voskresenije. Koga ne bi bilo voskresenije, badijela sme došle. Се je badijela. Zato je to najgolemiот praznik, со кој се отвори вратата за излез, за чаре од човечкото дереđe или судбина, некои милува да речат. Светлово тунелот со воскресението. Воскресението ни овозможи смисол, радост, не само лоши вести, туку воскресението ја отвори вратата на Божјото царство, да го здогледаме. Воскресението, браќи и сестри, стави точка на смртта и на гробот. О, смрт, кај ти е жалецот, осилката? Гробу, кај ти е победата? Тоа беше Христовиот пример. Затоа и дојде. Затоа беше на крстот. Затоа беше во гробот. За да на третиот ден, во првиот ден од седмицата, воскресне. Сега, самиот чин на воскресение за многумина е тешко сватлив. Како еднаш човек кој ќе умре може да стане, да воскресне? За утре целиот западен свет да го прославува тој најголем празник. А за 7 дена, односно наредната недела, пак нашиот овде источен свет, православниот свет, да го имаат нивен Великден и сега човек ќе се збуни како 2 Великдена. Зарем Исус беше 2 пати распнат, 2 пати во гроб, па 2 пати да воскресне? Се работи за календари. Овој календар за утре, Великден, за
Европа, Америка, Австралија, па и голем дел на половина Украина е така наречени унијати грко-католици. И тие имаат признаено. Бугарија, Грција, бивши православни цркви, Румунија имаат прифатено Грегоријански календар. Од папата, негово право име, кога се родил Уго Бонкомпањи, ама го зел папското име Гргур и тоа 13. На 14. мај 1572 година се устоличи за папа. 1572. Мај месец. За во август 24. август, истата година, 1572 година, во Париз, значи од Рим, Париз, не е уште Рим, Берлин, Токио, но и тоа ќе биде покасно. Сега е пак Рим, Париз, да биде главниот креатор на во една ноќ, креатор, да бидат погубени сите протестанти по име хугеноти во Париз и низ цела Франција, некаде проценката е околу 100.000 жртви во така наречената Вартоломејска ноќ. Тој со календаров, за кој зборувам, за утрешниот ден да биде Великден, тој во договор со француската кралица Катарина Медичи го инсценира подмолно, лукаво, како што знаат тие што и сега живеат во Рим, во Ватикан, да Вартоломејската ноќ, ноќ на убивање на протестантите, да не заборавиме, 1517 година Мартин Лутер ги закачи на катедралата во Витенберг во Германија и почна протестантизмот против папството како институција, како разврат, како непоштење, да се крене гласот и на народот и раѓање на протестантизмот. 1517, ова е 1572, значи во тоа време се јавува и контра реформацијата, па и основачот на језуитите и така натаму, да не одам многу далеку, во Франција се случи покој. На денот на свадбата на черката на Катарина Медичи, за зетот протестант, сите во црквата, Нотр-Дам, се затвараат вратите и почнува покој во црквата.
Тоа само Рим може. Овој папа 10 години подоцна, 1582 година, го донесува овој календар. Значи, драги мои браќи и сестри, живееме во историски период со наследство. Што се случи за 10 години подоцна? Промена на календарот, јулијанскиот календар. Односно на 4. октомври беше по барање на овој папа Гргур 13 да се изработи овој негов календар, наречен Грегоријански, и на 4. октомври рекоа, тоа беше ден четврток, внимавајте еден детал, денес четврток, да препоставиме, утре е петок, петок е, нема промена, во редоследот на деновите нема промена, ама денес четврти, утре ќе бидеме 11. октомвриот и вршиме корекција на календарот и еве 10 дена додаваме. И се може да замислите, денес четврти, утре 11. Кај се тие 10 дена? Ниту некој се родил во тие 10 дена, ниту некој умрел. 10 дена чудни денови. Тоа е овој календар. Велам колку е веродостоен, ама прифатен. Јулијанскиот календар е за некои 14 дена подоцна. Идната недела ќе биде православен Великден. Чинот на воскресение. Рековме, многу е тежок, за некого деликатен, да се свати, да се прифати самиот чин на воскресение, бидејќи човек кој ќе, па и моја мајка и мој татко, човек кој ќе умре, кој ќе стане баба ми или не знам кој, тогаш и ќе дојде Исус, дури го споредуваат. Неможноста за воскресение со неможност за доаѓање на Исус Христос. Но, што за луѓето е невозможно, за Господа, читаме, е возможно. Самиот чин на раѓање, дали некош сме помислиле какво чудо е? Чинот на раѓање, односно доаѓање на свет, на човечко битие. Го немало, не постоел и добива датум роден ден. Од утробата на својата мајка ќе се роди човек. Нели е тоа чудо рамно на воскресение? Ве молам, браќа и сестри. Ама кој размислува така длабоко дека и раѓањето е рамно на воскресение? Марија, да, некој ќе рече, ама има татко, има мајка. Има татко, има мајка и ќе се роди.
бебе. Да, ама некои плаќаат да добијат бебе и немаат. Така ли е? Одат во Турција, ваму таму плаќаат за да добијат бебе, не можат. А Марија, која што беше верена за Јосиф, ама само верена, требаше да се извршат припреми за свадбата и во тој период на припреми Марија забременува, односно и беше најавено, ти ќе го родиш Месијата, Спасителот. Како кога не знам за маж? Тоа е тоа. Сите светски стручњаци, доктори, специјалисти од светот, најпознатите, да се најдат на едно место, на свој симпозиум и да решаваат како е можно девојка без маж да забремени. Нема да најдат решение. Нема решение. Решението е кај Бога. Марија ќе биде засенета од Светиот Дух. И таа ќе забремени. Чудо! Па зошто тогаш да се чудиме дали ќе биде или нема да биде воскресение? Научно гледано, денес многу се зборува за од не така одамна сликата која науката ја оствари на ДНК, дезоксирибонуклеинската киселина. Ние велиме ДНК, англичаните DNA, асид, киселина. Дезоксирибонуклеинската киселина, каде што се наоѓаат информации, записи од татко, од мајка, од генерации. Од генерации втората заповед ни кажува. Што? Немој да градиш кип, резан. Кип, идол. Ниту било каква слика. Икона во оригиналот. Немој да им се клањаш, ниту да им служиш, зашто сум јас, твојот Бог, љубоморен. Јас сум Бог, вели, нема друг Бог. Кој ги казнува гревовите на татковците или од татковците на синовите до 3-то и 4-то колено. Некое генетско наследство. На синовите до 3-то и 4-то колено. Прави или укажува милост на 1000-тото колено од оние кои го љубат Господа. 1000-то колено. Значи, ДНК до 1000-то колено може. Благослов. Запис за благослов. Па сега, ако се работи за Божии записи во најсложените делови од нашето битисување, ДНК, која што денес многу ја чепркаат. Пред 2 години во
во Осло, односно во Стокхолм, се извинувам, беше доделена награда, Нобелова награда, на еден професор, жена професор, Дженифер Даудна. Д-О, интересно, У и Д-Н-А. Презимето дури е со DNA. За нејзино и на нејзината колешка од Франција, Емануела Шарпантие, Нобелова награда по $500,000. За што? За откритието на CRISPR-Cas9. Формулата која би се превела со откривме ножици, знаеме зашто се ножици, кројачот, незамисливо е да биде кројач без ножици. Нема кројач без ножици да крои, да дизајнира. Ножици за ДНК. Значи, од овде ќе одсечеме и од друго место одсечено ќе накалемиме. Генетски инженеринг. Зошто? Па, овие информации што се овде, во овој дел, ќе ги извадиме, а ќе им ставиме по наш исход барање нови информации. Односно ќе правиме übermensch, над човек, сите да имаат сини очи. А за паметот не е битно. Сини очи. Воскресението. Дали е можно? Се обидувам малку од научен аспект да го објаснам. Што е потребно за воскресение? Исто како еден обичен пример, што е потребно за едно дрво да израсте, а за тебе и за мене сега, како што струјата е се поскапа, па се вртат кон огрев, дрва, најлесно ни е да земеме дрво во шпорет и знаеме, огнот што ќе стори, односно од дрвото топлотна енергија, гасови и пепел. Ние, луѓето, тоа можеме. Од дрвото да го разложиме и да направиме енергија, да се згрееме, душата да ни се згрее, и пепел со гасови. А Господ е кадар од енергија, од пепел, од земјата, и за него единствено можно создадени услови да никне, како што рече и мојата мала внука Роуз, јадевме јаболко и вели, виде семка, вели јас семката ќе ја посадам за да израсте јаболко дрво. Од таа семка само Господ може, нели, да создаде. Оти се створиш, што носи семе, плодови. Семката е таа од која ќе израсте дрвото. Ќе воскресне дрво од пепел енергија.
Тоа истото ќе се случи. Кога записот, ајде да го прочитаме во Откровението 20:12. Откровение, 20 глава, 12 стих. И морето ги даде своите мртовци. Многу бродови, многу лаги, многу души се однесени на дното од морето. Но овде, кога ќе дојде денот, морето ги даде своите мртовци и смртта и пеколот, пекол значи гроб, и гробот ги дадоа своите мртовци и суд примија по делата своји. Зошто морето да ги дава мртовците? Со други зборови да ги врати мртовците, од кои што Господ ќе воскресне во прво воскресение. Блазен е оној кој има дел во првото воскресение. А поарно никогаш да не се родил оној што ќе биде во второто воскресение. И читаме видов мртовци, мали, големи, кај што стојат пред Бога и се отворија книгите. Што значат книгите? Информации. Во книгите се информации, како во ДНК, што се информации. Значи, информации се во книгите и книга на животот и суд примија умрените како што е запишано во книгите според нивните дела. Во Псалмо 139:16 вели: мојот зачеток го видоа очите Твои, Боже. Се е запишано во Твојата книга и деновите ми се запишани кога немаше уште никого. Се е запишано. И деновите ми се запишани. Може би, и не може би, сигурно, и мојот последен ден на оваа земја. Но тоа не значи дека ние немаме слободна волја. Па ни одредил меѓа на нашите денови. Тоа значи дека Господ во своето провидение и сезнаење ја видел и мојата одлука, односно избор. Се е запишано, информативно. Зошто денеска беа и се уште се PCR тестови? Зошто не сака некој да прими PCR? Односно, преку PCR да се тестира дали е корона кај него. Познато е дека преку тој PCR се прима генетски материјал. За идентификација ти се земаат твоите информации. Тие што работат со тоа сакаат да ги имаат и твоите и моите информации, да бидат владетели на овој свет преку информации. Денешните господари на светот си играат како да се богови. Што беше
сугестијата на змијата на Ева? Нема да умрете. Зошто? Па Господ знае дека тогаш кога ќе каснете, ќе станете богови. Си играат богови и денешните и предпотопните, кога вкрстусувале и добивале диносауруси, кои Господ не ги создаде и не беа дури ниво бродот на Ное. Немаше потреба да се спасуваат диносауруси, нешто што Господ не го создал. Тоа го пишува во книгата Духовни дарови, Spiritual Gifts, на 64-та страна, 1864 година. Проблемот за амалгамација, мешање, вкрстување на клетки или ембриони, или така наречена амалгамација. Значи, како пред потопот, така денес, луѓето богови. Си зеде за слобода еден, кого го познавам, да рече, ако 95% од науката денес ви кажуваат треба вакцинирање. Науката, струката тоа го вели. А само 5% велат, па може и не треба. И се изрази малку, како не е долично, не се, парафразирам, не се умни, не се разумни. Тие кои со 5% наспроти 95% од науката. Јас му одговорив. Тоа беше на Фейсбук. Така е по име мој. Брате, не 95%. 99,9 биле. Само што тие кои пред потопот толку, 99,9, тие кои пророкувале, односно не давале никаква шанса за некаков дожд, а камоли потоп, реков, тие 99,9 постигнале светски рекорд во нуркање, во онаа вода која што не можеле да ја научно предвидат и докажат. Светски рекорд во нуркање, односно завршиле во потопот. Таа наука тогаш, како и денешнава. Зашто денес има и псевдо науки. Физиката, хемијата, математиката, екзактни науки. Нема многу тука филозофирање. Значи се работи за, кога јас би бил во можност да воскреснам некого, би ми требале информации, ДНК и меморија за мозокот. И да имам компанија за воскреснување. Да ме ангажира да воскреснувам. Ми треба ДНК, она што денес ги потрага, голема потрага за ДНК, и меморија за мозокот. Денешната наука го провоцира Бога како што предпотопната.
мојот зачеток го виде ти, Боже. Во почетокот, кога зборуваме за овие информации, беше речта. Што е речта? Па информација. Во почетокот беше ДНК, информација. И речта беше во Бога и Бог беше речта, информација. Бог е духовно сушество пред се. Се преку неа, преку таа информација, реч, постана што настана. Значи, се што е на светот е преку информација. Еве еден пример, банален пример. Чета, војници, маршираат под строев корак. Знаете, тоа е оној јак удар, парадни оние строеви кораци, на паради тоа обично се прави. И ако таа чета треба да помине преку мост, дрвен мост, командантот, знаејќи што може да се случи, ако тој строев корак, чекор, биде на дрвениот мост, со таа интерференција може мостот под вибрации да се сруши и сите да се најдат во водата. Затоа командантот ќе рече: чето, стој! Тие застануваат, нормалним кораком напред марш и полека ќе си поминат. Информација, чето, стој! Целиот свет е на информации и создаден преку реч. Тавита куми. Кога се најде Исус пред девојката, 12 годишна девојка, која што беше веќе умрена, родителите, роднините, сите жалат, што е за човечкиот род прифатливо и, да речам, нормално во ненормално. И Господ Исус вели: спие. Ама умре. Спие. Тавита куми на арамејски јазик и Тавита отвора очи. Ја воскреснува. Истото тоа ќе го направи и на гробот на Лазар. Кога Марта, Марија, сестрите негови, може да си замислиме сцена, го жалат својот брат, роднини, насобрани, а особено сега кога слушнале дошол Исус, кој прави чуда, како што еврејскиот историчар Јосиф Флавије има запишано, велејќи: и во тоа време живееше човек, ако воопшто може да се нарече човек, кој правеше многу чуда. Тој е историчар Јосиф Флавије, тоа го има запишано во неговата книга Јудејски старини. И многу народ одеше по него. Така и сега. На гробот на Лазар, Јован, 11 глава, беше пак еден болен, Лазар, од Витанија, од селото на Марија и Марта, сестри негови. А Марија, чиј што брат болуваше,
беше та што го помаза Господ со миропомазание и ги избриша неговите нозе со својата коса. И тогаш ги испратија сестрите кај него, кај Исуса, говорејќи му: Господи, гледај, оној кој ти беше мил, болен е. И кога слушна, Исус рече: оваа болест не е наумирачка, туку на слава Божја да се прослави Синот Божји од неа. А Исус ги љубеше и Марта, и сестра и Лазара. Значи, биле едно прикладно друштво. А кога слушна дека е болен, остана 2 дена на тоа место кај што беше, кај што му било кажано. И потоа им рече на учениците, после тие 2 дена: ајде да одиме во Јудеја. Учениците му рекоа: Рави, учителе, па сега јудејците сакаа да те убијат со камења. Зарем сакаш да одиме токму таму? Исус одговори: не е ли 12 часа во денот? Кој дење оди не се сопнува, зашто е виделото на овој свет. И кој ноќе пак оди се сопнува, зашто нема видело во него. Ова го кажа и им рече: Лазар, нашиот пријател, заспа. Одам да го пробудам. Му рекоа учениците негови: Господе, ако спие, ќе стане. А Исус им рече за смртта негова. Заспа значи умре. Им рече за смртта. А тие мислеа дека зборува за некакво спиење со сон. Тогаш Исус им кажа токму тоа: Лазар умре. И мило ми е што заради вас не бев таму за да верувате. Значи 2 дена доцни бил болен, во текот на тие 2 дена Лазар умира. За да се види славата Божја сега над умрениот. И тогаш Тома, знаеме кој е Тома, кој што се наречуваше близанец, им рече на учениците: ајде и ние сите да умреме со него. А кога дојде Исус, го најде Лазара 4 ден во гробот. Замислете, браќи и сестри, 4 дена во гроб. А Витанија беше близу Ерусалим, 15 потркалишта, една мера. А некои од јудејците дојдоа кај Марта и Марија да ги утешат за братот. Кога Марта слушна дека Исус иде, излезе пред него, а Марија остана дома со дојдените. Тогаш му рече Марта на Исус: ова се зборови, браќа и сестри, овој диалог: Господе, ти да беше овде, не би умрел мојот брат. А и знам дека се што ќе посакаш од Бога, Господ ќе ти даде. Исус и рече: твојот брат ќе стане. Марта му рече: знам, кој ќе биде денот на воскресение. Во последниот ден, а Исус и рече: јас сум воскресение и живот. Оној што верува во мене, и да умре, и ако умре, ќе живее. Ова е суштината за воскресението.
koji verува во мене, и ако умре, ќе живее. И ниеден кој живее и верува во мене нема да умре за навек. Веруваш ли во ова? Му рече, да, Господе. Јас верував дека си ти Христос, Месијата, Синот Божји, кој би требало да дојде на светот. И ова велејќи го, Марта отиде и ја викна Марија, сестра си, велејќи, дојде учителот те вика. А таа, кога слушна, брзо стана и отиде кај него, зашто Исус не беше дошол во селото, туку беше на она место кај што го сретна Марта. А јудејците пак, што беа со неа во куќата и ја тешеа Марија, кога ја видоа, брзо стана и излегоа, појдоа по неа, велејќи да не оди на гробот да плаче таму. А Марија, како дојде таму каде што беше Исус, го виде, падна пред нозете негови, велејќи му, Господе, ти да беше овде, немаше мојот брат да умре. Тогаш Исус, кога виде каде плаче, како плаче, и јудејците кои што дојдоа со неа, се згрози во духот и сам стана жалостен. И рече, кај го ставивте? Му рекоа, Господе, дојди да видиш. Му потекоа солзи на Исуса. Тогаш јудејците говореа, леле колку го сакал. А некој од нив коментира, па не можеше ли овој кој отвори очи на слеп да стори, да направи нешто за Лазар да не умре? А Исус повторно се згрози во себе и дојде пред гробот, а беше пештера и камен навален на неа. Исус им рече, тргнете го каменот. Кога ти или јас би биле во таа средина, Исус да рече, тргнете го каменот, ние сите подзинати, што ќе биде сега? Што ќе биде сега? Му рече Марта, сестра на Лазара, Господе, па веќе смрди. 4 дена како умре. Исус и рече, не ли ти реков, ако веруваш, ќе ја видиш славата Божја. И го тргна каменот, некои сигурно силни мажи, а Исус ги крена очите угоре и рече, Оче, ти благодарам што си ме услишил. Знаев дека секогаш ме слушаш. Туку реков заради овој народ кој стои овде да верува дека ти мене ме прати. И ова велејќи го повика на сет глас, гласно. Ама како? Лазаре, по име. Може би има и некој друг Лазар. Ама му се обраќа на гробот во кој што е Лазар во пештера, каменот тргнат, така се погребувале порано. И зошто по име? Па оваа земја е ишарана со гробови. Кога би рекол, стани, може би се отвориле многу гробови. Зато е потребно да се обрати по име, како што ќе се обрати кога ќе дојде Исус Христос многу скоро и кога ќе го повика верното свое дете по име.
И кога рекол Лазаре, стани. Од оној отвор на пештерата гледаат се продвижува нешто. Замотаниот во чаршав Лазар се исправува и бидејќи уште завиткан со ситни чекори низ отворот излегува пред гробот завиткан. Исус им вели, одвиткајте го. Одвитканиот Лазар, жив и здрав, пред многу сведоци, пред родените сестри, роднини, пријатели, жив и здрав, се прегрнуваат среќни, радосни, после 4 дена од гробот. И излезе мртвиот завиткан, рацете, нозете, лицето. Исус им рече, одврзете го и ослободете го. Многумина од јудејците кои беа дошле кај Марија и видоа што стори Исус, поверуваа. А некои од нив брзо трчаа каде? Кај налогодавците, фарисеите, и им кажа што направи Исус. Сега е битката што со умрените, кои, според Божјата реч, ни јадат, ни пијат. Ниту знаат дали е сонце, или е ноќ, месечина. Ништо не им треба, тие се одмараат во прав. Што е правот? Господ кога го создаде Адам и Ева, тие прво Адама од кал и му вдахна дах, а човекот стана нефеш, душа жива. Јас можем слободно да прашам, колку души сме овде? 20 души. Дури можеме стрикно да се изброиме. Колку души сме? Душа значи човек. Тело плюс дух. Ама нема да умрете, рече змијата. Денес најпосетуваниот гроб во оние прочуени гробишта во Париз, бевме со Роска, Перла 6 се викаат гробиштата, е гробот на Ален Кардек. Од 19. век, таткото на модерниот спиритизам. Спиритизам, окултизам. Комуницирање со умрените. Тој бил медиум. Како што биле сестрите Фокс во 1848 година во времето на Елена Вајт. Спиритистички медиуми. А кога велиме медиуми, денес сме можеби и слуги на многу медиуми. Телевизиски, интернет медиуми. Јас се уште размислувам, некогаш кога ќе гледам нешто,
покойниот Драган Николич, Лане Гутович, Бата Живоинович, Милена Дравич. Не, тој е жив. Жив е. Раде Шербеджи е уште жив. Зборуваат. Покојните зборуваат. Преку медиуми. Зато е денес светот вака. Ова само за размислување. И гледайте сега што се случува. Фарисеите, брзо кај свештениците, зашто овие што отрчале, сведоци, Исус кога му потекоа солзи, не му течеа солзите за Лазар, што ќе се мачи да го воскресне, да го дигне од умрените. Не! Тој пролеа солзи, просолзи за овие ситни души, кодоши, шпиони, купени, платени, кои се тука меѓу народот, сега го видоа чудото, дигна умрен, нема повеќе да има, како се вели она, кога ќе умре овде во православниот свет, задушници. Штом нема умрен, штом ќе воскресне, нема задушница, отиде профитот. Профитот. Овие души брзо отрча да го накодошат Исуса така и така и така. Пред наши очи дигна мртов од 4 дена. Отиде нашата заработувачка. И веднаш одборска седница, нивна, со единствен заклучок. Исус повеќе не треба да живее. Заедно со него и Лазар, како сведок. Лазар, само што воскреснал, тие веќе му пресудиле. Како сведок не смее да живее, ни Лазар. А тоа, по еден од нив по името Кајафа, кој што онаа година беше поглавар свештенички, им рече на тие околу него, своји слуги, вие не знаете ништо. И не мислите дека е подобро еден човек да умре отколку цел народ? Што ако утре римјаните ни дојдат, а тој се прави цар, господар, воскреснува луѓе, па ни ја земат земјата, па бидеме под окупација, подобро е еден човек да умре, отколку цел народ да страда. Која мудрост Кајафина, всушност тој ја прорече смртта на Исус. Од тој ден, 53 стих, вели, се договорија да го убијат Исуса. И не само Исуса, туку и Лазара. Она што за луѓето е невозможно, за Бога е возможно. Зошто? Ако денешната наука става информации на iCloud, Drive и не знам каде се некои собрани информации од тебе, од мене, од целиот свет, слики, видеа, се таму некаде некој iCloud. Cloud е облак, во облаците. Богови. И ако денешната наука со сите информации претендираат
и познавањето со ножиците ДНК да ја кројат, прекројуваат и да го избришат потписот Божиот ЈХВХ, кој што е 10, 5, 6, 5, оној нормален редослед после секои 5 аминокиселини, 10 аминокиселини, пречка, ЈХВХ, Божји потпис. Ако тие со сите своји информации удриле отворено, го предизвикуваат Бога, па во кое време живееме? Речта, информација стана тело. Отелотворување. Се всели во нас и ја видовме славата Негова како слава на единородниот од Бога. Јован ова го пишува и како сведок на гората на преобразување, кога ја виде славата од речта која стана тело и заедно на таа гора на преобразување со Мојсей од едната страна, Илија од другата страна, тоа беше невидена слава Божја. Толку убавина пожелеа да си направат таму колиби, сеници и таму да си останат. Тоа е нешто најубаво. Слава Божја. Зашто преку него живееме. Преку информација Господ рече и постана. Значи дава информација и бидува. Лазаре, стани и умрениот станува. Тавита, куми, девојко, и девојката, иако умрена, станува. На крајот, јас и ти секоја година менуваме наши телесни клетки. Коските, ако не се лажам, на секои 7 години и тие се обновуваат. Јас не сум истиот од вчера, а поготово вака, нели? Поготово вака. Вие мене не ме памтите ваков. Додуша, спомна брат Зоран, долга коса, ама ова не беше. Долга коса. Спомна дури и некои штикли, тие беа копуци некои, не беа тенки штикли, широки штикли беа, ама штикли беа. Од Брисел, оној денешен Брисел. Оттаму ги купив. Од Брисел само тоа може да купите. Нивната реклама е свинско по европски стандарди. Исус ни остави пример, поготово со неговиот чин на воскресение. И 40 дена после воскресението се вознесе и отиде во светињата, првото оделение, до 1844 година. И од 1844 година, 22 октомври, влезе во светињата на светињите, каде што ја врши денес последната истражна фаза на судот Божiji. Ние сме денес сите под судот Божiji. Ние живите. Умрените веќе е завршено. Со нив нема ни додавање, ни одземање. Но за нас, денес,
живите е завршната фаза на истражниот суд. Оној момент кога ќе рече, а војните кои се водат денес во духот на пророштвото вели, нема да престанат до Христовото доаѓање, а има еден друг цитат вели, до неделниот закон. А од неделниот закон е со филмска брзина се. И пак Христовото доаѓање, кога ќе излезе од светињата на светињите и трга на пат кон нашава земја. Моја желба и молитва е, драги мои браќи и сестри, да ги превземеме сите мерки за секој од нас поединечно да извршиме припрема, лична припрема на нашиот карактер за Христовото славно доаѓање. Тогаш неговиот поздрав да биде над малку си ми бил верен, над многу ќе те поставам. Влези во радоста на Господарот, а сите кои се во правот земски, кое што е комплекс или сите земски минерали, ние сме прав, дефинитивно прав. Сите од правот да бидат воскреснати. Најпрвин тие, а потоа ние живите кои сме го дочекале, во Солуњаните вели, ќе бидеме преобразени и ќе тргнеме во пресред на нашиот Господ. Еве го Господ, кого го чекавме, тој ни носи спасение.